Во првата декада од 21 век во македонска Каменица етапно се градеше спортскиот комплекс наречен Помошно игралиште. Ова име го доби по првиот фудбалски терен, а идејата беше таму фудбалерите од локалниот фудбалски клуб да ги вршат своите тренинзи. Подоцна се направи уште еден заграден, обложен со мека подлога, безпрекорна светлосна инсталација за користење и во вечерните часови. Пред неколку години се доби и првото тениско игралиште. Сето ова денес е оставено на забот на времето, оградата е корозирана, стативите едната ја нема, другата пак турната на земја, синталонот остана поим. Покрај терените е обраснато со трева, која навлегува во нив, но сепак најчестите посетители се повозрасни луѓе кои што не се расположени многу да зборуваат пред камера, одат таму за рекреативна прошетка сами или со своето мало внуче. Секако сте на прошетка, дали гледате? Не, на футбол помладите добро. Па треба нешто да се поправи, нешто да се обнови нешто. Сега сме сведоци дека учениците се постојано на мобилен, таблет, компјутер, што поради учење и завршување на образовните обврски кои ги имаат, а потоа се активни на социјалните мрежи, како родителите своите деца да ги мотивираат и повеќе физички активираат. Зошто младите го заборавија овој спортски комплекс, како што одминува времето, тие се помалку физички активни, рекреативни спортисти речиси да нема, а професионални уште помалку, а луѓето кои ги користат овие терени може да се избројат на една рака. Младите каменичани и идните спортисти треба да го користат овој комплекс за рекреативно вежбање, а подоцна можеби и професионално, но сето тоа е во зависност од индивидуалната желба и мотивација за успех во животот, а спортувањето е една од основните техники за идеален раст и развој кај децата и младите.